Драги гледачи, добро вечер. Дневник на телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратките најави. Авантурист од Тајван со велосипед пристигна во градот. Кумановскиот театар доби средства за само 2 представи. Одбележана кинеска нова година во Куманово. Джеки Чен од вчера е во Куманово. Станува збор за 38 годишен тајванец кој со својот велосипед во 2015 година започнал да патува низ светот. Неговото вистинско име е Чан Чунг Јонг и своето животно патување планира да го заврши во 2020 година и да се врати во родниот Тајван. Од Аљаска преку Америка па низ Европа, се што има се малку лични работи и велосипед, со кој патува низ светот и со кој вчера пристигнал во Куманово. 38 годишниот тајванец кој во 2015 година тргнал на пат околу светот, се вика Чан Чунг Јонг, но каде и да оди сите го знаат како Джеки Чен. Вели дека тоа е негово англиско име, а го добил на предавањата по англиски јазик уште додека бил студент. Магистар е по физика, а работел како електроинженер. Оставил се што имал и со својот велосипед започнал да патува, но не од Тајван, туку од Аљаска. На својот пат ги посетил сите земји од Америка, Канада, САД, Мексико, Куба. Од Мексико со фериброд пристигнал во Шпанија, посетил низа европски земји и дошол на Балканот. Првим во Хрватска, па во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Косово и вчера пристигнал во Куманово. Откако ќе заврши со земјите од Европа, потоа ќе оди во Африка и Азија, а на крај до својот роден Тајван. Yes, it is an adventure and then I hope I can. Ова е авантура и се надевам дека можам да го споделам целиот убав свет со моите пријатели. Користам вебсайт и сурфам да видам каде можам да останам со локалните луѓе. Кога бев во Аљаска, останав кај еден пријател и ми рече дека не може да оди околу светот како мене, но јас можам и целиот свет е мојот дом. Мислам дека ова е еден начин да го споделам светот со моите пријатели. Тајванскиот Джеки Чен кампира на отворено, знае да оди и да преспива во полициски станици, но и во противпожарни домови. Од вчера е гостин на кумановските пожарникари кои му издагле во пресред, му возможиле да преспие на топло, а со него делат и корка леп. Благодарен и додава дека е пресреќен што на студеното време наишол на нивната гостопримливост. Almost I need to camp. I never stay in hotel. Некогаш кампувам, никогаш не преспивам во хотел. Не никогаш, понекогаш има и добри луѓе ми плаќаат да спием во хотел. Во Косово имаше еден многу добар човек. Го прашав дали можам да кампувам на автобуската станица и ми рече дека нема проблем. Но потоа дојде и рече дека е многу студено за да останам надвор и ме однесе во хотел таму да престојам. Но јас лично никогаш не спиам во хотели. Кампувам, понекогаш одам во полициски станици, пожарникарски домови, но најчесто кампувам на отворено. Но не секогаш на патот ни светот било убаво. Досега посетил 30 на земји, но во Мексико се задржал повеќе од 2 месеци. Не поради убавините на земјата, туку затоа што бил ограбен. Па локалното население ги собирало неговите работи низ целата земја за да му помогне да продолжи со своето патување. I have a very special experience. Имав многу посебно искуство во Мексико. Некои од моите работи беа украдени и потоа мојот пријател не можеше да го дозволи тоа и ми рече на своите другари ако некој ги види моите работи да ме повика и тие беа низ сите градови за да ги вратат моите работи. Па така таму многу станав познат и сите ме знаат како Джеки Чен. 38 годишниот електроинженер својот пат се надева дека ќе го заврши во 2020 година, по цели 5 години минати на велосипед. Сака да покаже дека светот е неговиот дом, а патува со слоганот "Оди или умри". Во текот на изминатиот период, царинските службеници спречиле повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани облека, фалсификати, перници, волнени појаси со магнет, елеци, прекривки, биомагнетни лежалки, магнетни подлоги, масажер, додатоци за исхраната, семенски материјал, цигари, телевизор, автоделови, информира од Царинската управа на Република Македонија. Вкупно 35 разни производи, перници, волнени појаси со магнет, елеци, прекривки, биомагнетни лежалки, магнетни подлоги и масажер се откриени при контрола на српски автомобил управуван од српски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце. Непријавените производи пронајдени во багажникот
и на задното седиште на возилото се привремено задржани, а против возачот е поведена прекршочна постапка. Еден телевизор Samsung 75 е открен при контрола на австрийски автомобил, управуван од австрийски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Тавановце. Непријавениот телевизор, пронајден во багажникот на возилото покриен со кебе, е привремено задржан, а против возачот е поведена прекршочна постапка. Друштвото за македонско-кинеско пријателство и соработка денеска организираше одбележување на кинеска нова година во Куманово, која годинава ќе биде во знакот на песот. На манифестацијата беа презентирани повеќе традиционални активности од Македонија и Кина, изведени повеќе песни од македонски и кинески уметници, но и промовирани одредени кинески боречки вештини. Прославата на кинеската нова година се организираше во соработка со Институтот Конфуци при Универзитетот Свети Кирил и Методи и Општина Куманово. Заедничкото чествување на овој празник е само почеток на одбележувањето на 25 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Народна Република Кина, беше речено по повод прославата на Кинеска нова година во Занаечискиот дом во Куманово. Кинеска нова година или пролетен фестивал во Кина се прославува на различен датум. По обичај, оваа прослава е одбележана со оддавање почит кон едно од 12 животни кои се основа на кинеската астрологија. Лани беше во знакот на петелот, а годинава ќе биде во знакот на писот. Манифестацијата е во организација на Друштвото за македонско-кинеско пријателство и соработка, кое свој огранок има и во нашиот град. И сакам да кажам дека кинесите ја прославуваат својата, според мојата евиденција, 4715-та нова година. Ова е година на кучето. Кинеската нова година позната како пролетен фестивал. Фестивал почнува на денот на првото годишно раѓање на новата месечина. Новогодишните празнувања траат 15 дена и завршуваат со така наречениот фестивал на лампиони. Прославата традиционално е последена со религиозни церемонии и обновите. Задоволство ми е што се возобновува една соработка која имавме многу поплодна пред 10 години, меѓутоа околностите што ги имавме во нашата држава не отргна од тие убави работи и сега очекувам дека со ова возобновување на соработката ќе имаме можност многу повеќе да ги презентираме културите и традицијата меѓу овие две држави. Градоначалникот Максим Димитриевски во своето обраќање изрази надеж дека ќе продолжи градењето на взаемните односи, односите на стопанските субјекти, соработка на полето на културата, а ќе продолжи и заедничката изградба на соработката помеѓу граѓаните на Народна Република Кина и Општина Куманово. Сме организирале и организираме многу настани во кои што можност имаат и нашите прекоатлански пријатели да присуствуваат во нашиот град. И навистина е голема чест и задоволство денеска во рамките на оваа традиционално пријателство на македонскиот и кинескиот народ, градот домаќин да биде токму нашата општина. Граѓаните на општина Куманово се горди на тоа. Ја поддржувам оваа иницијатива и во име на нашите граѓани ја поздравувам. Да продолжиме во духот на градење на взаемни односи, во духот на односите кои што ги градат нашите стопански субјекти. Во име на амбасадорот на Народна Република Кина пред присутните се обрати советникот во амбасадата Мао Чинг Венг, кој изјави дека кинеската нова година е најважен празник во Кина. Минатата година беше особена важна, бидејќи се одржа во кинеската историја, бидејќи се одржа 19-тиот национален конгрес на Кинеската комунистичка партија. Овој конгрес беше успешно одржан и се истакна дека создавањето на социјализам со кинески карактеристики влегува во нова ера, во која Кина се развива големо и успешно модерно социјалистичко општество и земја и соработува со другите земји за да се создаде нови начини на меѓународни односи, каде што се става акцент на меѓусебно почитување, фер односи, правда и соработка каде што сите добиваат. Изградба на заедница со
заедничка иднина за целото човештво. Доаѓањето на кинеска нова година беше збогатено со музички настапи, рецитали на македонски и кинески јазик, настапи на танцови групи, но и презентација на боречки кинески. Вчера околу 15 часот во СВР Тето е пријавено дека двајца француски државјани, волонтери во Центарот за интеркултурен диалог од Куманово, залутали и се изгубиле на падините на Попова шапка и дека единствено знаеле дека се наоѓаат покрај некоја карпа. Полициски службеници од полициското оделение Попова шапка и представници на горско-спасителната служба веднаш започнале со координирани активности за нивно лоцирање, пронаоѓање и извлекување од силната снежна бура. Некаде околу 17 часот и 50 минути тие се пронајдени, но и забележително премрзнати и со ратракт се спуштени во полициското оделение Попова шапка. Министерството за култура и оваа година одлучи за театарот во Куманово да одвои средства за само 2 представи. Иако и претходно актерите, но и публиката постојано апелираше дека ова е мал број на драми за најголемата општина во државата, надлежните одлучиле годинава да се реализираат представите Три зими и Лавиринт. Ист број на представи доби и албанската драма. Само 2 представи од Министерството за култура се одобрени за македонската драма при Народниот театар Куманово. Ист број на представи доби и албанската драма. За реализација на представите Три зими од Тена Штевичиќ, а во режија на Драгана Милошевска и Лавиринт на Георгиј Господинов, а во режија на Милош Андоновски, театарот ќе добие 1,6 милиони денари. Директорот на Центарот за култура и театар Куманово Роберт Цветковски истакна дека оваа програма не се разликува многу од претходните. Додаде дека годинава конкурирале со 5 проекти од македонска и албанска драма. Ништо поразлично во таа смисла. Дали е доволно? Веројатно не е доволно, мислам. Меѓутоа, тоа се, да кажам, објективните моменти кои мораме да ги почитуваме. Што, од друга страна, пак не значи дека ние сме обврзани по само тие два да ги направиме. И можеме нешто од наши средства да направиме, како што и правиме секоја година за фестивалот Денови на комедија, правиме детска представа исто така од наши средства, можеме да направиме ова година 2 представи, да кажам, од наши средства. Многу зависи од самото расположение, значи на актерската екипа, од околностите во смисла на наоѓање на режисер, сценограф, на иницијатива од драматурзите. Значи, има простор за работа, не е пресудно тоа што ни даваат 2 представи. Доколку постои добра атмосфера, доколку постои желба. Цветковски истакна дека годинава театарот слави 70 години постоење. Овој значаен јубилеј би требало достојно да биде одбележан на отворањето на фестивалот Денови на комедија. Одлуката на Кумановскиот театар да му се доделат само 2 представи предизвика револт кај дел од кумановската актерска екипа, која јавно го искажа своето незадоволство. Во соопштението до јавноста тие вела дека се незадоволни од долгогодишниот третман со кој се маргинализира, уназадува и уништува театарот. Оваа смешна сума треба да се смета за покривање на целогодишниот репертоар кога Театар Куманово слави 70 години јубилеј и се надевавме дека вие тоа ќе го имате во предвид, дека барем годинава овој театар заслужува поинаков третман. Но со ова се покажува дека не само што не сте упатени, туку сте и арогантни кон ваквиот за нас свечен настан, стои во соопштението на група актери од Куманово. Додаваат дека работат во импровизирани услови со застарена сцена и проблеми со кровот, зашто и претходно апелираа, но и оваа година тоа нема да влезе во програмата на ресорното министерство. Незадоволните актери нагласуваат дека нема да прават споредба со останатите театри и буџетите кои што се одвоени за нивната програма, но прашуваат зарем главна заложба на министерството не е еднакви културни права за сите. Завчера околу 18 часот на локалниот пат село Режановце кон регионалниот пат Куманово-Липково се случила сообраќајна незгода во која ТР-22 од Куманово, управувајќи патничко возило Рено со кумановски регистарски ознаки, удрил во пешакот СА-48 од Куманово. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, по незгодата ТР со своето возило го пренел СА
во болницата во Куманово, каде му биле констатирани тешки телесни повреди. Поради сериозноста на повредите, С.А. бил пренесен во комплексот клиника Мајка Тереза во Скопје. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Куманово. Основното училиште Кочо Рацин победи на општинскиот надпревар по географија. Првите 3 места и учениците кои што освоиле над 85 поени во наредниот месец ќе се надпреваруваат на регионален надпревар. Марко Димитриевски од основното училиште Кочо Рацин освои прво место на општинскиот надпревар по географија што изминатиот викенд се одржа во просториите на домакинот на настанот Толи Зордумис. Врз основа на освоените поени, второто и третото место им припадна на ученичките од основното училиште браќа Миладиновци, Кристина Спасовска и Лара Денковиќ. На надпреварот по географија за основните училишта од општина Старо Негоричане, првото и второто место ги освоија ученичките Симона Величковска и Софија Јовиќ. Двете заедно со уште 21 ученик од општина Куманово ќе одат на регионален надпревар. Што се однесува до надпреварот по географија за средни гимназиски училишта, првото место го освои Сара Трајковска, второто Мери Димитриевска, а третото и припадна на Ива Станојковска, сите ученички во гимназијата Гоце Делчев. На регионалниот надпревар во март месец ќе одат 9 ученици од гимназијата со освоени над 85 поени, информира професорката по географија во основното училиште Толи Зордумис Сузана Николиќ. На општинскиот надпревар учествуваа 60 ученици од сите основни и средни училишта во Куманово и Старо Негоричане. Регионалниот надпревар ќе се одржи на 17 март во просториите на општинското основно училиште Кочо Рацин. Утре во 18 часот во просториите на библиотеката Тања Георгиевски ќе се одржи поетско дружење со поетесата и слемерка Елена Пренџова по повод објавувањето на книгата есеи Мини прирачник за поезија. Мини прирачник за поезија е 7-ма поред книга на Пренџова и прва книга есеи по претходно објавените збирки поезија. За делата на Пренџова ќе зборува поетесата Оливера Доцеска. Пренџова е магистер по филолошки науки и дипломиран професор по англиски јазик и книжевност. Уредничка е на книжевното списание Современост и организаторка на Слем настани низ Македонија. Авторка е на 6 збирки поезија. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Бројот на ученици во средното образование се намалил за 15.000 во периодот од 2013 до 2017 година, покажуваат податоците на Институтот за стратешки истражувања и едукација. Во 2013 година во сите години, прва, втора, трета и четврта во средното образование имало 85.000 ученици, а во 2017 година 70.000. Тоа значи дека бројот на ученици е намален за 15.000 за само 4 години. Со оглед на тоа што средното образование од 2013-2014 година е задолжително, најголема причина за намалување на бројот на ученици се демографските движења. Освен во Скопје, бројот на ученици е намален во сите други општини низ државата. Во истиот период намален и бројот на наставен кадар од 7100 на 7000. Олеснување на работата на лекарите и пристапот на пациентите до примарното здравство, кои веќе нема да мораат да внимаваат дали нивниот матичен лекар или неговата замена е на смена и во секое време да можат да одат на лекар, е целта на предлогот од матичните лекари кој се разгледува во Министерството за здравство. Се работи за повеќе предлози, меѓу кои се разгледува и можноста лиценцата за работа да биде на име на приватната здравствена установа, а пациентите при избор на матичен лекар да не се водат на име на избраниот лекар, туку на име на приватната здравствена установа во која работи докторот. Оделот за гранични работи и миграција при Министерството за внатрешни работи ќе добие 16 нови возила, донација од Германското сојузно министерство за внатрешни работи. Донацијата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска во полициската станица Струга ќе му ја предаде заменик амбасадорот на Сојузна република Германија Марко Акватичи.
Собранието на Република Македонија и оваа недела нема да одржи пленарна седница, а не се закажани ниту седници на комисиите. Ова ќе биде втора недела како парламентот нема да одржи седница. Незавршени седници има, а има и прашања и закони кои се очекува да бидат ставени на дневен ред на некоја следна седница. Поголема група пратеници, меѓу кои и председателот на парламентот Талат Џафери, како и вработени во службата на Собранието, во вторник заменуваат во Вилтон парк во Велика Британија. На веќе започнатите седници се прашањата за законот за јазиците, за кои има поднесено над 35.000 амандмани од страна на ВМРО ДПМН, законите за патните трошоци, прашањето за подпредседателите на парламентот, но и забарањето за ставање на дневен ред на одлука за пополнување на составот на Државната изборна комисија. Лани во декември во земјава се издадени 257 одобренија за градење со предвидена вредност на објектите од 1,73 милиарди денари, што е за 22,8% помалку одобренија во однос на истиот месец од претходната година и за 76,7% помала вредност. Со нив е предвидена изградба на 209 станови со вкупна корисна површина од 25.413 метри квадратни. Според податоците на Државниот завод за статистика, од вкупниот број издадени одобренија за градење, 155, 60,3% се наменети за објекти од високоградба, 19, 7,4% за објекти од нискоградба, а 83, 32,3% за објекти за реконструкција. Времето во Куманово денеска беше променливо сончево, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 6 степени, а минималната -2. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно со услови за дожд, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 6 степени, додека утринската ќе се намали до 1 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме и денешното издание на Дневникот. Имајте убава и пријатна вечер, се гледаме повторно утре во исто време. Од мене, довидување.